Здраво, јас сум Медијана. Сите се обидуваат да дадат универзална дефиниција за веста, но не им успева. Па еве се решив и јас да одговорам на прашањето што е вест. Вест е нешто што не си го знаел од порано. Кога јас имам нешто многу важно да ви кажам, нешто што само јас го знам, а вас тоа ќе ве засега, бидејќи после таа вест нема ништо да биде исто како порано. И верувам дека после оваа најава ве остави во прашалници, ви ја разбудив љубопитноста и сакате да дознаете што е тоа. И токму тоа ни се случува нам со секоја информација на веб, телевизија или радио. Го читаме насловот и оп, се фаќаме за мамката. Нова и актуелна вест вредна за споделување. Луѓето ги сакаат новите информации, бидејќи тие им помагаат полесно да функционираат. Вест има огромно влијание врз животот на луѓето и колку тие се засегнати од веста, толку таа повеќе заслужува да биде објавена. Влијанието на веста зависи од тоа колку таа нам ни е географски блиска. Например, глобалните вести нам ни се интересни, но локалните се тие што го прават нашето секојдневие. Често слушаме во интервјуа една позната реченица "лошите вести се и добри вести". Тоа до пред некое време не ми беше баш јасно, се додека не сватив дека вестите од типот војни, конфликти и протести многу лесно поминуваат кај гледачите, иако нивната содржина не е интересна, таа сепак предизвикува внимание. Информациите кои се необични и се поврзани со необични настани или луѓе, секогаш предизвикуваат поголемо внимание на публиката. Атрактивноста на веста ја прави телевизијата погледана. Например, јас затоа следам Discovery и MTV, бидејќи тоа што можам да го видам таму го нема на ниту едно друго место. Тука ги имаме и информациите, односно вестите за славните личности кои мене искрено и не ми се нешто хит, но сепак тие го имаат почесното место во медиумите и предизвикуваат огромно внимание. Тоа е вест и тоа се критериумите по кои се оценуваат информациите кои ја создаваат веста. Да е ново, да е блиско, да е атрактивно, да има влијание, да има конфликт, да се вклучени јавни личности. И сите овие треба да одговорат на 6 новинарски прашања. Каде застанавме? Кај 6 новинарски прашања. Кој, што, кога, каде, зошто и како? Сите овие прашања не се одговараат механички, туку преку приказни. Веста, за да биде успешна и веродостојна, треба да биде кратка, јасна и објавена навреме. Секоја застарена информација не е вест вредна за објавување. Кога нешто од ова недостасува, тогаш новинарите не си ја завршиле работата како што треба и немаме вест за верување. А што е главна вест или вест за насловна? Па тоа се разбира се што е поврзано со мене. Ама за тоа некој следен пат. Се гледаме.